Добар ден на сите. Почитувани колеги, свикувам седница на Комисијата за јавни дејности на Советот на Општината Битола денес, 10.8.2022 година, во 10 часот со предлог на следниот дневен ред. Точка 1. Извештај за работа на Основното училиште Александар Турунџев, село Кукуречани во учебната 2021-2022 година. Точка 2. Годишна програма за работа на Основното училиште Александар Турунџев, село Кукуречани во учебната 2022-2023 година. Точка 3. Извештај за работата на Основното училиште Крсте Петков Месирков, село Бистрица во учебната 2021-2022 година. Точка 4. Годишна програма за работа на Основното училиште Крсте Петков Месирков, село Бистрица во учебната 2022-2023 година. Точка 5. Извештај за работата на Основното училиште Ѓурги Сугарев Битола во учебната 2021-2022 година. И точка број 6. Годишна програма за работа на Основното училиште Ѓурги Сугарев Битола во учебната 2022-2023 година. Со овие 6 точки од дневниот ред го ставам дневниот ред на гласање. Кој е за? Констатирам дека дневниот ред на денешната седница на Комисијата за јавни дејности е усвоен и преминуваме на точките од дневниот ред. Точка 1. Извештај за работа на Основното училиште Александар Турунџев, село Кукуречани во учебната 2021-2022 година. И го молам представникот на Основното училиште Александар Турунџев, село Кукуречани да се произнесе како за првата, така и за втората точка годишна програма за работа на Основното училиште Александар Турунџев, село Кукуречани во учебната 2022-2023 година. Го молам представникот да се произнесе по точка 1 и 2 од дневниот ред. Повелете. Добар ден на сите. ВД директор на Александар Турунџев, село Кукуречани, за годишниот извештај за 2021-2022. Значи, знаете дека наставата се одвива таму на македонски јазик. Во прво оделение имавме 15 ученици, во второ 24, трето 16, четврто 11, петто 20. Вкупно од прво до петто 86 ученици. Во шесто оделение 27 ученици, во две паралелки, седмо оделение 21 ученик, во две паралелки, осмо оделение 28 ученици, во две паралелки, девето оделение 27 ученици, во две паралелки, вкупно ученици од 6 до 9 103 или од 1 до 9 189 ученици. Наставата се одвива на македонски јазик, имаме и подрачни училишта. Значи во да ги најдам само. Учениците од прво до трето оделение описно се оценуваат, четврто и петто описно оценување до трето тромесечие и на крајот на учебната година бројчано. Имаме и пет подрачни училишта. Подрачното училиште во село Крклино со 5 оделенија, 2 наставници. Во село Црнобуки 4 оделенија, 2 наставници. Село Драгожани 3 оделенија, 1 наставник. Во село Лисолај 4 оделенија, 1 наставник и во село Лопатица 4 оделенија, 2 наставници. Тоа е за минатата година. Дали ќе треба уште нешто или? Годишната програма, имате уште нешто да кажете или ако немате ќе преминиме на прашања кои имаат колегите советници да постават? Не. Ви благодарам. Дали некој има прашања по однос на првата и втората точка од дневниот ред? Повелете. Во каква финансиска состојба училиште?
Сега ќе ви кажам, значи училиштето работи со две сметки 903,787 на 903 средствата од МОН преку општина и преку блок дотации, значи има средства. 787 е само финансирачка сметка и функционира и сметката 603 преку која општината од сопствени средства ја надополнува блок дотацијата. Значи во ред со сметките. Немате проблеми, нешто Не. ви фали во училиште? Не знам колку сте известени, значи имаме голема реконструкција на училиштето, моментално е во реконструкција со одобрени од Министерството од МОН, од Министерството за образование, така да за сега е во ред. Немаме никакви Hvala. што. Благодарам. Повелете. Извинувам. Ја разгледавме значи, доставените документи од уште не. Мислам дека е во ред. Добро. Имате табели собработени и ме интересира дали сите се на неопределено време или имате и на определено време. Значи сите вработени не се на неопределено. Имаме во оделенска настава двајца наставници на определено и во предметна настава мислам дека е една математика. А администрација нешто? Администрација нешто, дали сите се на неопределено? Да, сите се на неопределено. Благодарам. Да, и имаме, да ви кажам, дека и служителите, имаме двајца служители за кои се бара целосна плата. И од селото Габалавци, бидејќи училиштето се затвори поради немање на ученици, е ставено во мирување, пуштено е до општината тука, ама повратна информација немаме никаква. Служителката, значи, доаѓа во централното училиште и работи со пола работно време, па Да, ви благодарам. што, фала. Ви благодарам. Дали имаме други прашања по однос на првата и втората точка? Немаме други прашања. Преминуваме на точка 3 и 4. Извештај за работа на Основното училиште Крсте Петков Месирков село Бистрица во учебната 2021-2022 година и точка 4 годишна програма за работа на Основното училиште Крсте Петков Месирков село Бистрица во учебната 2022-2023 година. Го молам представникот за Основното училиште Крсте Петков Месирков да се произнесе по точките. Во врска со годишниот извештај за работата на Основното училиште Крсте Петков Месирков, завршија 395 ученици, од кои 253 ученици настава на македонски наставен јазик и 142 ученици на албански наставен јазик, со вкупно 15 подрачни училишта и 41 паралелка. Не знам дали има друго училиште со толку подрачни училишта, голем реон опфаќаме. Поголемиот број од подрачните училишта се реновирани, дел не се реновирани, барани се средства неколку пати. Јас 2 години сум на функцијата директор на ова основно училиште. За жал, во основното училиште, во подрачното училиште во село Кременица е во незавидна состојба. Јас ќе побарам уште едно барање до Советот за разгледување на можноста или за дислокација на училиштето или за некој нов привремен објект. Навистина е во катастрофална состојба. Колку ученици има таму? 8. Во Кременица 8. Без разлика колку да има, мислам дека секој дете би требало да има Да. услови за учење. Исто така е истата ситуација и со подрачно училиште во село Лажец. Таму имаме 2 паралелки на македонски и на албански наставен јазик. И таму е ситуацијата со покривот најкатастрофална. Поднесено е барање до општината, меѓутоа немаме одговор. Во Лажец? Во Лажец, да. Таму колку има ученици? 2 паралелки, значи се во едната паралелка има 7 ученици, во другата 9. 16. Во однос на извештајот извршени инфраструктурни промени и зафати, комплетна замена на дограмата во подрачното училиште во Кишава. Тоа беше една огромна донација, имавме објавено на нашите
социјални мрежи од Сдруженијето на албанци во Австралија во вредност од околу 16.000 евра. Имавме редовно тековно одржување на објектите, реновирана училница за прво одделение, ова е реновирана прозорците, се заменети. Набавена информатичка опрема согласно новата концепција, набавена информатичка опрема, 2 десктоп компјутери, 12 проектори, 14 лаптопи, 14 бели табли, 12 печатари. Бројката е поголема на белите табли, печатари и лаптопи заради бројот на подрачните училишта, кои претходно ви го кажав. И за секое подрачно училиште има обезбедено целосна опрема. Не знам дали ви интересира успехот на учениците во извештајот. На македонски наставен јазик просечен успех 4,08, на албански јазик 4,18 и вкупно на ниво на училиште македонски и албански наставен јазик 4,13. Ова е за годишниот извештај, ако имате прашања. Ви благодариме. Дали колеги имате прашања по точка 3 и 4 од дневниот ред? Може и за годишната програма? Имате за излагање се уште? По Да, точките? ова беше за извештајот. Повелете, се извинувам. Во однос на годишната програма започнуваме со 400 запишани ученици, значи 5 повеќе од минатата година, со тоа што подрачното училиште во Левени го ставаме во мирување. На претходните седници на Советот донесовте одлука согласно за паралелки. Моментално во Левени немаме ниту еден ученик и училиштето го ставаме во мирување. Во однос на наставниот кадар, веројатно ви интересира од Левени, се преместува во Бистрица, бидејќи имавме едно пензионирање на оделенски наставник, а помошниот персонал, односно служителот, се преместува во село Породин. Таму имавме вработен на определено работно време. 41 паралелка се планирани, ново финансирање имаме побарано за Мечитлија и за Кишава, бидејќи е бројот на ученици над 10, а согласно Законот за основно образование, комбинирана паралелка е до 10 ученици. 69 наставници вкупно вработени, 2 стручни соработници, 3 административна служба, 1 директор и 1 помошник директор. Планирани промени: хортикултурно уредување на училишниот двор Кишава, реновирање на санитарни јазли Кишава, реновирање на училница во Оптичари и замена на старите врати во Бистрица мал објект. Ова е објектот каде што е прво одделение и престој. Во однос на обуките на наставници, обука за комбинирани паралелки, за инклузивно образование и обука за користење дигитални алатки. Сите училишта го имаме истиот проект за јакнување на демократската партиципација од Бирото за развој на образование и МУН. И тој редовно се реализира и исто така се продолжува и оваа учебна година. Доколку имате други прашања, повелете. Ви благодариме. Колеги, дали имате прашања по однос на годишната програма за работа? Повелете, Павловска. Не, имаме на определено работно време во оделенска настава тројца наставници, едниот е на замена на директор, на моја замена, двајца се на определено работно време во Барешани и во Егри. Во однос на предметна настава имаме повеќе наставници на определено работно време. Ако сакате да ви ги читам предметите, не знам. Германски јазик, испратено барање за трансформација. Повеќето се на албански јазик, ако може, ако ги запишувате. Географија, информатика, француски јазик, македонски јазик за наставата по албански јазик и во албански јазик имаме оделенски наставник на замена на породилно боледување. Во однос на административната служба немаме на определено, на неопределено се и стручните соработници исто се на неопределено. Така. Исто ме интересира во програмата, кај работа во смени. Велите дека имате двосменска настава. Да.
и дека првата смена би почнува во 8 часот, а завршува во 13:25, а втората започнува во 13 часот. Значи тука некоја грешка да нема или што се прави за тие 25 Не, вака ова минути? е напишано како минатата година во однос на, знаете, процедурите за заштита од COVID-19, имавме постепено влегување на учениците во паралелките. За втора смена се користи само едниот спрат од училиштето, бидејќи втора смена одделенска настава од 1 до 5 се користи само првиот спрат од училиштето, вториот спрат се користи за предметна настава. Вториот спрат учат учениците од 8 и 9 одделение, каде што има 7 час, а 7 час во првиот спрат нема, така да тој веќе е ослободен. Мислам дека треба да се објасни ова убаво во годишната програма, да се знае затоа што е како забуна. Да, како ја прифаќам е, забелешката, во ред. тука. Благодарам. И благодарам. Дали имаме други прашања по точка 4 од дневниот ред? Констатирам дека немаме повеќе прашања за точка 3 и 4 и поминуваме на точка 5 и 6. Дали имаме представник од Основното училиште Ѓорги Сугарев? Здраво. Да, Јас сум Марија благодарам. Ковачевска, психолог во Основното училиште Ѓорги Сугарев. Благодарам. Да, точка 5, извештај за работа на Основното училиште Ѓорги Сугарев Битола во учебната 2021-2022 година. И точка 6, годишна програма за работа на Основното училиште Ѓорги Сугарев Битола во учебната 2022-2023 година. Ве молам да се произнесете по точка 5 и 6 од денешниот дневен ред. Во нашето училиште во оваа учебна година бројот на ученици изнесуваше 679 во редовните паралелки, бидејќи знаете дека ние располагаме со центар за поддршка со самите промени на инклузијата, меѓутоа континуирано ги довршуваме и посебните паралелки, каде што во моментот се наоѓаат 38 ученици. Наставата за учениците оваа учебна година исто така се изведуваше со физичко присуство, со почитување на сите пропишани протоколи од Министерството за здравство и од МОН. Наставата се изведува на македонски јазик, од странски јазици како прв европски јазик се изучува англискиот, а од 6 одделение како втор европски јазик се изучува германскиот јазик. Исто така, битен податок, да напоменаме дека во нашето училиште работат 3 дефектолошки кабинети, еден логопедски кабинет, еден кабинет со сензорна интеграција и терапевски третмани и моментално сме во уредување на кабинет за моторна интеграција на дечињата со посебни потреби. Од соработката со локалната средина можам да кажам дека имавме континуирана соработка со јавното претпријатие Комуналец околу уредување на школскиот двор, отстранување на хартиен и пластичен отпад, поставивме 4 LED рефлектори во училиштето, опремивме 2 училници за прво одделение со нов инвентар, добивме 60 таблети од Министерството за образование за учениците, саниравме дел од фасадата, санирани се клупите во школскиот двор, исто така поставена е и нова табла на влезот од училиштето. Набавена е и опрема и нагледни средства за кабинетите по математика, физика и хемија, исто така со поддршка од Министерството за образование. Нешто друго конкретно? И јас би имала едно прашање тука во табелата на страна 47, сите наставници гледам дека имаат по 10-21 час, по законот велиме до 23 часа или 24, а тука на едно место имаше 40 часа. Зашо се работи тоа, мислам, дали е така или се работи за некоја грешка? Немам странички тука на извештајот, се извинувам. Веројатно е некоја грешка поради измените на часовите од Бирото за развој, фондот на часови во текот на учебната година. Наставниците, страна 47 од, мислам дека беше од извештајот, Немам странички тука напечатени од од извештајот. програмата беше. 40 часа имавте на едно место и тоа ми падна во очи, затоа реков дали имате такав работен со 40 часа неделно или се работи за грешка. Ќе мора да проверам на работно место. 47. Да. Немам странички на извештајот тука. Аха. Затоа се извинувам. Добро. Како? Да. Кој наставник? 4.
Тој не е на замена по германски јазик наставник. Не ни беше прашањето дали вистина има 40 часа неделно или се работи за грешка. Тој е со полн фонд на часови на замена. Велиме, Да, 40 работни, 20 наставни. Да, веројатно е грешка во пишувањето, 20 се наставни, 40 работни. Добро, ви благодарам. Дали имаме други прашања по однос на точка 3, по однос на точка 5 и 6 од дневниот ред? Повелете. Секогаш велиме дека ова е официјален документ на годишната програма и годишниот извештај и ве молам, значи, внимавајте кога се пишува, значи, годините да не се грешат. Знаеме дека се работи од претходната година на годишната програма, но имате неколку грешки тука при пишувањето. Знаете дека сме образовна институција и дека мора да се внимава на пишувањето на овие од јавен карактер документи. Исто така имате и со фондот и правописот, значи имате и кирилично и латинично се користи писмо. И второ ме интересира тука на 10-та страна, кога се пишува мапата на училиштето, значи јас и двете другите ги видов годишни програми, пишувате дека Битола е регионален центар и втората реченица е со оглед на сегашната економска состојба во нашата држава не е веќе развиен економски центар, а од тоа произлегува висока стапка на невработеност и голем број на социјално загрижени семејства. Значи, јас ова не знам за овогодишна програма, но сепак обрнете внимание, кога се бара мапа на училиштето, мапата се става, не документи. Личната карта, значи, беше порано во годишната програма кога се работеше, ова е нов терк кој што се работи сега годишната програма. Исто така, исто и вас ке ве прашам, значи во табелите на вработени, колку имате вработени кои не ви се на неопределено време? На неопределено време, мислам дека се околу 9, од кои имаме еден на замена по германски јазик, имаме предметни наставници, историја, географија, два предметни наставници, еден По што? по историја и географија, по германски е на замена за породилно отсуство. Добро. Еден оделенски наставник. Еден дефектолог. Еден стручен соработник. Мислам дека се тие само. Добро. 79 вработени. Така, имате овде во табелата 30, на страна 31. Биологија имам. Биологија? Да, биологија. Имате образовни медиатори. Вкупниот број е 2, а колку имате? Сега имаме 3 со одобрение од Министерството. 3 образовни медиатори имаме ова учебна година. Добро, добро. И со проектите од Еразмус, сакам да прашам, вие го имате тој проект. Колку проекти имате од Еразмус? Колку? Од Еразмус колку проекти имате? Од Еразмус оваа година имаше, мислам дека 2 проекти, сега ќе ги најдам проектите. Континуирани беа од претходната година, значи заедно со оваа година. Добро, 2, доколку имате и дали за сите нив имате целосна документација и мислам завршено ова како со јавни набавки, како што излези сега проблем, затоа и прашувам. Ете, вака сега. Имаше извештај од реализирана обука со Еразмус, сите сме посебни, инклузија и поддршка на учениците со посебни потреби во и надвор училиштата, барање на идентитет во време на социјални медиуми, кој тековно се спроведуваше лани заедно со оваа година.
Исто јазиците ги зајакнуваат европјаните. Значи, целосно си имаат документација, Има се е тоа во ред направено. Благодарам. Ви благодарам. Дали имаме други прашања по точка 5 и 6 од дневниот ред? Констатирам дека нема повеќе прашања и преминуваме на гласање. Ја ставам на гласање точка 1 од дневниот ред, извештај за работа на основното училиште Александар Турунџев, село Кукуречани, во учебната 21-22 година. Ве молам кој е за? Воздржан? Против? Нема. Благодарам. Преминуваме на гласање на точка 2, годишна програма за работа на основното училиште Александар Турунџев, село Кукуречани, во учебната 22-23 година. Кој е за? Точка 3. Извештај за работа на основното училиште Крсте Петков Мисирков, село Бистрица, во учебната 21-22 година. Кој е за? Воздржан? Точка, против нема. Точка 4. Годишна програма за работа на основното училиште Крсте Петков Мисирков, село Бистрица, во учебната 22-23 година. Кој е за? Воздржан? Против нема. Точка 5. Извештај за работа на основното училиште Георги Сугарев Битола во учебната 21-22 година. Кој е за? Воздржан? Против нема. И точка 6. Годишна програма за работа на основното училиште Георги Сугарев Битола во учебната 22-23 година. Кој е за? Кој е воздржан? И против нема. Со тоа ја затворам седницата на Комисијата за јавни дејности.